Ви посакувам добро утро и добро дојдовте во уште едно ново издание на Квадрат. И за денес добро се подготвивме за да го исполниме вашето време со доста корисни совети и секако многу инспирација. Што точно зборуваме во следните 30 минути во овој Квадрат, ви откривам во продолжение. Во новиот Квадрат зборуваме на тема Фенг Шуи, како да внесете пролетна Фенг Шуи енергија во домот и како да создадете сопствена тики градина во вашиот двор. Останете тука, по рекламите почнува новиот Квадрат. Фенг Шуи. Дел од вас можеби веруваат во нивните правила и можеби сакаат да ги применат во своето живење, а дел од вас можеби не им обрнуваат внимание. Но како и да е, секогаш е убаво да се слушнат нивните препораки и можеби нешто да подобрите во вашиот животен стил. Кога станува збор за домот, зборуваме во продолжение. Често зборуваме за Фенг Шуи и ви ги пренесуваме нивните совети и насоки. Можеби дел од овие ќе ви се допаднат, па можеби ќе најдете и начин да ги примените во својот простор. Денес конкретно зборуваме на тема правилна примена на Фенг Шуи во архитектурата. Прво правило е дека идеални пропорции за куќа се во облик на коцка, а потоа и правоаголнести. Според правилата, овие геометриски фигури представуваат функционална врска помеѓу енергијата, енергетски ефикасното планирање и примената на практични материјали во градежништвото и архитектурата. Важен дел е и влезот. Тој треба да биде чист, ослободен од вишок елементи и добро одржуван. До влезната врата никако не ставајте корпа за отпадоци, алати за градината или било што друго што води кон одвлекување на енергијата, но и што ја нарушува естетиката. Овде е првиот чекор во вашиот дом. Затоа мора да зрачи со позитивна енергија, која вие ќе ја внесете внатре. Просториите за одмор нека бидат одвоени од работните. Домашната канцеларија сместете ја што подалеку од спалната соба. Физичките и психолошките елементи на дизајнот во Фенг Шуи распоредот представуваат стратешки локации како би ја одвоиле работата од одморот. Предметите кои не ги користите, фрлете ги веднаш. Тие според Фенг Шуи носат лоша енергија. Значи нема да ги поправите, ниту некогаш ќе се најдат. Нивното вистинско место е во корпата за отпадоци. Природната вентилација и светлината секако ќе ја подобрат енергијата во домот. Прозорците од под до плафон се идеална Фенг Шуи варијанта. И последното правило е врзано со креветите и спалните соби. Креветите нека бидат свртени кон југоисток, со цел процесите спиење и будење да бидат во хармонија со природата. А секако е пријатно и да се разбудите со сончеви зраци. Вашиот дом е продолжение на вашето тело и дух. Се што вложувате во него, вложувате во себе си. Според експертите на оваа тема, одредени билки промовираат позитивна енергија, далеку повеќе од сите останати. Еве кои според Фенг Шуи вреди да ги набавите за својот дом. Рузмарин. Фенг Шуи експертите велат дека привлекува љубов, помага при лекување, ја подобрува меморијата и расположението. Набавете свеж рузмарин, а со цветовите декорирајте го домот. Бамбус. Илјадници години се употребува во Азија и символизира среќа и просперитет. Според правилата, најдал отворен е кога ќе се смести во помалку видливите агли од просторијата и далеку од директна изложеност на сончеви зраци. Се чува во стаклени садови, во дестилирана прочистена вода. Нане. Го користиме редовно како лек, но не сме знаеле дека привлекува и економски напредок, но може и да ја подобри комуникацијата во домот. Лаванда. Одлична опција доколку страдате од депресија. Ова растение според Фенг Шуи ги контролира вашите емоции преку мирисот кој го испушта. Носи среќа и хармонија, а осигурува и плодност и посветеност во врските. Орхидеја. Ја поправа енергијата, а преку ноќта испушта кислород. Значи е одлична опција за во спалната соба. Јасмин.
привлекува пари и љубов во вашиот животен простор, а воедно и прочуен афродизијак. И алоe вера. Билка позната како најдобар борец против лошите вибрации и привлекување на позитивна енергија. Може да верувате или не на фенг шуи правилата, но од растенијата нема штета. Ако ништо повеќе, со сигурност ќе го разубават вашиот животен или работен простор. И ќе останеме на тема фенг шуи, но овој пат ќе кажеме како да внесете пролетна, а се знае со тоа значи и убава енергија во вашиот дом. Еве неколку пролетни начини да ја подобрите енергијата во вашиот дом според фенг шуи. Пролетта е се уште тука. Време е да ги направите најважните фенг шуи прилагодувања во домот. Пролетта е многу посебно време од годината. Нашето тело и душа сакаат да следат отварањето и движењето на енергијата во природата и копнеат за подмладување. Иако можеме да му дадеме на нашето тело некои зелени пијалоци за детоксикација и да добиеме повеќе прошетки во природа, на нашиот дом исто така му треба поттик и подмладување. Експертите за фенг шуи споделуваат со нас некои од најважните ставки во така наречената пролетна рутина за чистење на куќата. Пролет е толку добро време да го олесниме товарот во нашиот дом и да ја обновиме нашата енергија. Посебно добро е сето тоа да го правите во текот на април, бидејќи овој месец сам по себе е измамен, дождлив и студен, па затоа дефинитивно ќе поминете повеќе време во затворен простор. Но и сега не е доцна. Засукајте ги ракавите пред да се загрее доволно, нема да имате време подоцна, за да се посветите на средување на куќата. Избришите ги сите стаклени површини и дното на влезната врата, со раствор направен од сапун, вода и оцет. Дури ако имате некој кој ви помага да го исчистите вашиот дом на редовна основа, убаво е да знаете дека можете сами да ги правите овие главни работи. Нешто добро се случува енергично кога од време на време темелно ќе ја исчистите влезната врата од домот. Се чувствува како куќата веднаш да реагира со дополнителна искра на среќа. Да, знаеме, ова е прилично голема ставка, но секогаш ќе забележите разлика во енергијата на вашиот дом, кога вашите прозорци се чисти. Ќе се чувствувате како вашата енергија полесно се шири низ куќата. За темелно чистење на стаклените површини не ви се потребни премногу силни хемикалии, туку лесно средство засновано на сок од лимон и сода бикарбона. Ако се чувствувате како да имате неред во вашата спална соба, кујна или било каде на друго место, не чекајте премногу долго за да го средите. Во спротивно, потребна е драгоценна енергија за да размислувате за тоа, а потоа уште повеќе енергија за да одлучите да го направите тоа. Знаеме дека тоа ви пречи и значи многу потрошена енергија, но крајниот резултат ќе биде вреден за трудот. Ако нешто ви пречи, поправете го веднаш. Сите сакаме да го чувствуваме свежиот воздух во нашиот дом, особено во сезона на пролет. Дури и во зима повеќето од нас често ги отвораат прозорците во потоплите денови, но сега прозорците од спалната соба може да останат отворени со часови. Внесете го мирисот на природата, свежината во вашата соба. Ќе ви овозможи да спиете подобро и поквалитетно. Постојат многу причини зошто некои луѓе имаат проблеми со спиењето, а загадениот воздух е една од нив. Наградата е апсолутно неопходна после сите работи. Купете си пролетни цвеќиња кои наскоро ќе цветаат. Купете нов пролетен венец за вратата или почистете вашата дневна соба со нова украсна перница или килим. Време е да се опуштите и да уживате во посветлите и подобри денови кои наскоро доаѓаат.
Кога ја споменавме пролета, веќе ни доаѓа и топлите летни денови, секогаш првата помисла ни е градината. Па доколку сакате преку целото лето да се чувствувате како да сте на некој екзотично патување далеко од дома, тогаш Тики градина е она што ви е потребно. А како да ја уредите, ви откриваме во продолжение. Замислете да ја отворите вратата од вашата куќа и да зачекорите во волшебен свет, исполнет со палми, кои се нишаат на ветрето. Рум што ги искушува екзотичните вкусови и шарени лампиони кои светкаат во самрак. Добре дојдовте во Тики градината. Мал екзотичен рај кој комбинира ретро шарм, тропска мекост и неодолива доза на весела екстраваганција. Ако ви здодеа класичната слика од дворот и сакате нешто разиграно, опуштено и инспирирано од духот на Полинезија, еве неколку идеи како да го трансформирате вашиот надворешен простор во вистинска оаза на стил, боја и карактер. За почеток внесете оган во атмосферата. Оганот е срцето на Тики атмосферата, символ на вечерното собирање, топлина и мистицизам. Стилски надворешни камини, рустикални бамбус факели или дискретни соларни светилки во облик на пламен создаваат автентично чувство на далечни острови. Ако сакате вистински вау ефект, поставете централен камин или метален камин совршено место за вечерните коктели, друштва и приказни раскажани во светлината на пламенот. За брза и прифатлива опција, едноставно наредете неколку факели меѓу растенијата. Ефектот на тропски рај е загарантиран. Бујна вегетација, вистинска или вештачка, но секогаш ефикасна. Богатата флора е душата на секоја Тики градина. Иако можеби немате услови да засадите вистинска кокосова палма или манго, растенијата со бујни екзотични лисија создаваат вистинска атмосфера во џунглата. Големи папрати, украсни банани, каталеи и ползавци се одличен избор. И ако почвата и климата не ви се сојузници, квалитетните вештачки растенија и светилките помеѓу цвеќињата во вистински растенија обезбедуваат визуелна рамнотежа. Во светот на Тики, ниедна импровизација не е грев. Напротив, тоа е уметност. Играјте си со природни материјали и текстури. Тики естетиката е богата со слоеви и текстури. Дрво, ратан, бамбус, кокосови влакна, камчиња, па дури и стара морска мрежа, обвиткана над перголата. Сите овие материјали му даваат на просторот рустикален, топол и автентичен шмек. Користете стари палети за подот, вметнете рачно ткаени килими, украсете го мебелот со јаже или плетени детали. Побарете инспирација во познатите Тики барови од Хавај и Тахити, каде дизајнот со години се заснова на природни материјали и релаксиран луксус. А боите пак раскажуваат приказна. Заборавете на неутралните тонови. Овде доминираат фуксија, тиркизна, лимета зелена, портокалова и златна. Градината Тики е експлозија на бои и забава. Користете перници со мотиви од тропски цвеќиња, покривки со папаја и ананас, лампиони со неонски нијанси и столчиња облечени во шарени ткаенини. Комбинирајте се, без правила, колку повеќе, толку подобро. Естетиката е инспирирана од хавајските фестивали, танчерите на хула и летните карневали. Тропско катче за одмор и хедонизам. Во Тики градината најважно е да се опуштите. Бамбус табуретки, хамаки, настрешници од бастун. Сето тоа создава амбиент како од луксузно одмаралиште на Бора Бора. Додадете неколку перничиња, муслин завеса, па дури импровизирана сламена колиба. Најдете катче каде што можете да се исклучите од секојдневието и да заборавите каде сте за момент. Неопходен е и воден елемент за смирувачка елеганција. Звукот на вода носи мир и чувство на оддалеченост од метежот и вревата во градот. Без разлика дали ќе се одлучите за минималистички водопад на зидот, фонтана со зен-сакси или украсно езерце со водни растенија, овој елемент му дава на просторот зен баланс. А за уметнички допир, масата направена од прозирна смола која ја имитира надворешната површина на водата е вистинско парче за софистицирани средини. Нема Тики свет без коктели. Поставете мал бамбус бар, импровизирана тезга со шарени мотиви и или дури и симпатичен бар вагон со екзотични чаши, рум и ликери. Дајте му име на вашиот бар. Деталите се исто толку важни како и вкусот. Тики естетиката не се плаши од кичов, таа го слави. Фигури на Тики богови, танцувачки хула кукли, ретро постери со хавајски мотиви, па дури и керамички ананас садови.
Се има место во овој светол, безгрижен концепт. Во овој стил постои само едно правило. Задржете ја насмевката на вашето лице. Тики градината не е само стил, тоа е чувство. Психичко бегство дури кога останувате дома. Не мора да одите на Хаваи за да го почувствувате неговиот дух. Доволно е малку фантазија, хумор и љубов кон боите. Следниот пат кога ќе седнете во вашата градина со чаша освежителен коктел, барем малку ќе се чувствувате како да сте на екзотичен одмор, а можеби дури и како времето да застанало за момент. Стан од 40 квадратни метри, насликан во најубавите бои и декориран со цветни мотиви и вистински женски детали. Делува како стан од соништата. Бразилски архитект ги претвори соништата на една жена во реалност. Погледнете, станот располага со само 40 квадратни метри, а во нив една спална соба се претвори во вистинска женска оаза со одличен распоред. Со оглед на тоа што на секоја модерна дама и треба место за одмор, работа, но и симпатична дневна соба, бразилскиот архитект го пронајде совршеното решение. Белиот параван го дели просторот и на тој начин обезбедува приватност и спална соба. Со вешто избирање на бои, детали, слики, нема дама која ќе му одолее на овој стан. Двособниот стан од 42 метри квадратни во Виена е совршен пример за тоа како може да се создаде илузија на поголем простор и впечатокот за луксус во еден мал интериер. Погледнете оваа мала бомбона во стил и бидете инспирирани да ги декорирате вашите 4 зида. Порано становите од 42 квадратни метри беа резервирани за една спална соба, а целиот простор се состоеше од само една просторија и кујна. Но денес оваа област е доволна за да овозможи посебна просторија за спиење, покрај социјалните и дневните области. Виенскиот стан во кој ве носиме е само пример за една стара зграда, која се претвори во практичен модерен интериер. Внатрешноста во издолжениот поделен план се состоела од кујна, голем ходник и бања. Преструктурирањето на големата просторија резултираше во две престории – спална соба и дневна соба, сега поврзани со врата. Бидејќи просторијата беше издолжена, тоа беше единствениот начин да се направат промени во планот на подот. Новата верзија има и неколку отстапки. Во спалната соба, која е поголема од дневната, може да се пристапи само преку дневната соба. Но во секој случај, со новиот распоред се добива на простор, а станот е прилагоден на потребите на неговиот млад сопственик, кој сакаше да има посебен простор за спиење. Таа исто така сакаше стилно уредување инспириран од скандинавските дизајни. Изборот на бои и мебел, како и материјали, го следи саканиот стил, инаку еден од најпопуларните последниве години. Неутралните сиви и бели нијанси оставија впечаток на пространост и беа основни акценти во зелената, црна и розева боја. Изборот на розова и зелена боја создаде допир на луксус во целиот стан. Истиот ефект го постигна и изборот на мермер и месинг како материјал за деталите. Во луксузот придонесоа и богатите сиви кадифени завеси, врзани со впечатлив дизајн. Станот од 38 квадратни метри, завршен во 2017 година, зрачи со елеганција, префинетост и модерен женски допир. Централната просторија е дневна област, која се состои од кујна, дневна и област за јадење. Од оваа соба се влегува во мала спална соба, а остатокот од станот се состои од ходник и бања. Овој распоред ги задоволува сите потреби на сопственикот, кој не поминува многу време на шпоретот, па затоа и кујната е опремена со само основни елементи и зафаќа површина од 3 метри квадратни. Акцентот во дневната област е на дневната соба, во која доминира сив тросет кој совршено го надополнува просторот за јадење, односно дрвена тркалезна маса со црни столчиња. Низ внатрешноста овие три нијанси се испреплетени – нафтени сини, сиви и црни, со додавање на темна нијанса на дрво, што му дава елеганција, смиреност и доза на топлина. Во станот има малку детали, но тие се внимателно избрани и позиционирани и многу придонесуваат за атмосферата што треба да се создаде. Тешко е да не се забележат црниот метал и белите стаклени закачалки, како и цветната позадина и модерното тркалезно огледало во спалната соба.
Во продолжение следува уште мала доза инспирација и наш избор. Летото е пред нас, така да ќе имате доволно време за да уживате во вашата градина без разлика како ќе ја уредите, нека биде таа според вашите правила на живот и нека одговара на вашиот животен стил. Ви благодарам што бевте и денес со нас, се гледаме повторно наредната недела, а до тогаш останете во добро расположение и уживајте во викендот. Пријатно од мене.